тешки времења се за жал денеска за сите граѓани во Република Македонија. После сето она што се случува е веќе трета година поред, но добро е што вчера конечно утврдивме дата кога ќе можат граѓаните практично да кажат и да одговорат на суштинското прашање дали навистина овие речиси 3 години блескаме или пак она што го зборувавме ние како опозиција, дека тешко се живее, дека влада е криминало, дека практично арамилукот станува дел од нашето секојдневие е реалноста во нашата држава. Денеска имаме состанок на коалицијата заедно со коалиционите партнери да ги информирам за она што се случуваше на последната лидерска средба која што имавме кај председателот Пендаровски, за темите на кои што дискутиравме, за престојните предвремени парламентарни избори, но истовремено и на предлог кој што беше од сите едностранно прифатен, поради сериозноста на времењата, поради, како што кажав на почетокот на оваа денешна изјава, тешката реалност во која што живеат македонските граѓани, предложив на коалиционите партнери, коалицијата за подобра Македонија да се преименува во коалиција за обнова на Македонија. Едногласно беше прифатено од страна на останатите партии кои што се дел веќе на поранешната коалиција за подобра Македонија, а од денеска ќе бидат дел на коалицијата за обнова на Македонија. На Македонија е потребна обнова после овој арамилук кој што се случува веќе трета година поред. Ветуваме многу работа, ветуваме расчистување со сите оние криминали кои што се провлекуваат во минатото, расчистување со сиот оној арамилук кој што годините наназад го следат македонското општество, ги следат граѓаните на Македонија. Ветуваме реформи во многу сегменти, меѓу кои враќање на владењето на правото, безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, нула толеранција за криминалот и корупцијата, а потоа како секундарен терцијален приоритет економски бум и она што го зборувавме, Македонија технолошки тигар на Балканот. Тоа ќе бидат практично столбовите на кои што ќе се темели новата предизборна кампања на веќе новата коалиција за обнова на Македонија. Повелете доколку имате прашања, ви стоиме на располагање. Имате ли комуникација со други политички партии да се приклучат на коалицијата? Да, имаме комуникација и со други политички партии за да се приклучат на коалицијата. Некои од тие политички партии ги видов вчера во друштво на Зоран Заев. Дали има албански партии во најава да ви дадат? Разговараме со представниците на албанските партии. Дали ќе има коалиција предизборна или постизборна, се уште нема дефинитивен заклучок. Мицкоски, премиерот Заев изјави дека на нивните анкети СДСМ води. Што покажуваат вашите анкети, вашите анализи за претстојните избори? Па мислам дека ни он не верува во тоа што го кажуваше вчера, но не се. Вистината е навистина многу различно од тоа што го кажа господинот Заев. Јас тоа во неколку наврати го кажав, а гледате дека анкетите кои што ги прават и европските тела во Македонија, и тоа пред да се случи ова фијаско кое што се случи, се во насока на огромна предност на ВМРО ДПМН споредена со тој рейтинг кој што го има СДСМ. Нашите бројки се повеќе од 100.000 гласа предност, но тука тоа не е доволно, затоа што ние рековме дека ние не се бориме за обична победа на овие избори, ние се бориме за победа со поголем легитимитет и навистина за сите нас ќе биде предизвик да на овие избори ги мотивираме граѓаните да излезат во што е можно поголем број, бидејќи после огромни ветувања и огромни очекувања следат големи разочарувања. Тоа впрочем е денеска реалноста во Македонија и за тоа има виновник и виновникот има име и презиме, се вика Зоран Заев. Така што да сумирам одговор на вашето прашање, предноста на ВМРО ДПМН, предноста на коалицијата за обнова на Македонија е многу поголема од таа која што во моментот ја кажува господинот Зоран Заев, а е во насока на тоа дека тие водат на анкетите, но наш предизвик ќе биде да таа победа биде многу поголема за да можеме да навистина имаме една стабилна влада, едно стабилно мнозинство кое што ќе превенира од било каков постизборен инженеринг. Имавте средба со коалиционите партнери, дискутиравте ли за персонални решенија? За техничката влада? Па генерално првиот дел на состанокот беше за да ги информирам за тоа што се случуваше вчера.
предлогот околу преименувањето на коалицијата од Коалиција за подобра Македонија во Коалиција за обнова на Македонија. Сега веќе во вториот дел на следбата ќе разговараме и за други теми кои што нормално ќе бидат дел од интерес на коалиционите партнери. Имаат ли забелешки за она што е одлучено? Па немаше забелешки, реков едногласно се усвои предлогот за преименување на коалицијата, а доколку ме прашувате дали има забелешки на датата за предвремените избори, исто така немаше забелешки.